Ниту се руси, ниту русокоси. Не се ни толку црни, така, црномурести. Е добро де, Русиново. Што би се рекло, припаѓаат на општина Берово. Арно ама, русинци никогаш не прифаќале и во турско, и во каурско, и во комунистичко, и сега во капиталистичко, некои, како велат, да ги команда. Комити, војводи, се имало тука. До неодамна во Берово имаше една. Бегајте, идат русинци. А во Русиново ни велат. Не сме бе толку такви, само сме малку погорделиви од другите. Ама, ајде да видиме кој е Русиново. Моментално Русиново жители има околу 2000 жители. Куќи рачунаме дека некаде има околу 500. Некои има празни, некои има по 2 фамилии. Тука е таа моменталната ситуација. Иначе, за порано беше повеќе жители имаше, меѓутоа денеска се иселија, кој по Америка, кој по западноевропските земји. Имаме и тука низ Македонија, меѓутоа денеска како секаде во Македонија владее тука иселувањето. Училиште има моментално ново училиште, не е ново, меѓутоа 49-та година е градено. Порано уште од 12-тите години почнало да прават нашите мештани. Имаше тука стара српска школа. Падна пред некоја година, некаде задружни простори, имаше медицински простори во таа стара школа. Падна, а новата школа е тука, може да се снима, гледа се. Моментално има околу 100 деца. Пред 40 години имаше 500, а сега околу 100. Занапред може да са и помалку. Тоа е, школата е во одлична состојба. Игралишта, спортски, сала спортска. Само повеќе деца, меѓутоа деца нема, не се мажат, не се женат и тоа е. Имате бекери многу? Па имаме, ама не ми се кажува, пошто е бројката голема. Можда и над 100. Од инфраструктура? Инфраструктура, добро сме. Уште од 70-та година имаме водовод. Одмесен самодопринос. Задоволува? Порано не задоволуваше, сега сме моментално на регионалниот водовод, приклучене пред 20 години, бевме самостални, со некоја безпрочистителна станица, каптажа на селската река. Тука е на едно 2 километра захвато. Пред 20 години се приклучивме на регионалниот водовод. Вода имаме, канализација имаме. Имате? Имаме канализација. Многу скопски села немаат. Скопски села немаат, меѓутоа ние имавме канализација пред 5-6 години. Сами си ја правевме, меѓутоа во реката. Улиците осветлени, тоа добро осветлени. По некоја сијалица може некогаш да фали, меѓутоа уличната мрежа има асфалт, меѓутоа е за реновирање. Моментално сме некаде во тек, во преговори, надаме се блиска иднина да и пореновираме тие улици. Да не се гази по кал. Да не се гази, меѓутоа некаде се најде. Кал. Некаде ќе се најде кал. И друго, убаво место за живење. Како да кажам, убаво, меѓутоа, ето, пасивно место. Крајно место, значи, крајот, како да кажам, на врвот сме. На врвот. На Малешевијата. На југ паѓаш на кај Струмица, надолу. На исток на кај Бугарија, на кај Петрича.
на запад на кај Виница. Се е надолу, ние сме на врвот, знаете. Добро е на врвот да бидеш. Добро е на врвот да бидеш, меѓутоа треба да се јако држиш да не те дугне ветерот. На врвот е и шилесто, можеш да се наводиш. На врвот и шилесто можеш да се наводиш. Такаде, Русиново е држава за себе. Не се давале на никого. Еве си има дрво кое се смета за најголемо во светот. Секвоја. Ја има само во Соединетите Американски држави, а во Европа ни вели Киро само во нивно Русиново. Сите мислат дека Малишевијата е позната по сините сливи, сирењето и компирот. Шипци, велат таму. Нашата вборова шума после дожд дава најубава печурка. Сакаш смрчка, лисичара, вргањ. Некој, а овие не сакаат да се представат, на шега велат да не им дојдат даночниците. Го баталиле компирот, зашто од печурките имало поголема ќар. А и ово да го видиш. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Што се носи? Печурки од планината. Што е ова? Тоа е врган. Исто. Исто. Се е пака. По планините, по Огражен, по Обозна, зависи. Различно. И сега? Сега ќе ги предадеме на продавам. газдата. Добро плаќат. Па плаќа. Цената добра ли? Стални муштери сме и затоа добро плаќа. Има многу печурки по овие планини. Има кога се погодат условите. А кога се условите? Треба топлина и влага да има доволно. Колку набавте? Околу 50 кила. Од Сабајле? Да. А утре? Утре па. Нов ден, нова нафака. Има многу берачи. Има. Значи конкуренција. Да. Има, ние денеска бееме по Огражден. Таму има од Струмица, турци многу доводат. Това е с комбиња по 50 души доводат. Значи добро се може. Може, зависи. Ние сме едни од поправите бераче. Береме по 50 кила просек на ден. Двојцата 50 кила, не сам. И по 2000, 2,5, 3 некогаш на ден. Такаме. Добар дополнителен приход. Да. Ние сме без работа, стечајци. И бавиме се со печурки и Земјоделие. слабо земјоделие. Од тука сте, од Русиново? Од Русиново. Па мора да имате земја. Земја имам, ама на работиме. Зашто? Садеме компир, ама не се исплати. И сега намалиме, веќе не садиме. Многу ефтин е, условите не одговара, не се ражда. И това е. А стока? И стока не. Береме смрика и печурки. Тоа ви приход. Тоа. И има за една живеачка. Селска. Повиран. Ќе се договорите? Договорено е. Ајде со Со среќа. газда. Ала? Да, печурки и се друго. Ама Малишевијата и Русиново, барем во Турско пред 100 години,
имала богат духовен живот. Од тука потекнуваат многу зографи до ден денес. А верата од секогаш била столбот на обстојот. Отец Васко се држи цврсто во своји раце. Пред се да ви кажам, големо благодарен со смогнавте и отделивте од вашето драгоценно време да дојдете да не посетите во ова наше прекрасно село, село Русиново, и да го посетите нашиот храм, кој е посветен на пресвета, односно на света преподобна Параскева. За црквата можам да кажам по некои преданија, по некои податоци од мојот претходен колега и собрат, сега веќе упокоен, отец Аврам Зифовски, кој ми има предадено и кажано неколку работи дека црквата била градена во некаде во почетокот на 15 16 односно крајот на 15-тиот, почетокот на 16-тиот век, каде што била прво изградена во мал дел, каде што била сокриена да не се гледа тогаш за време османското робство, и народот со кришност ја изградил на некој начин со свој труд и да не се гледа, за да можат да си ги вршат своите обреди и своите богослужби. Потоа црквата некаде во почетокот на 18-тиот век или крајот на 18-тиот, значи кога некако било по-ослободени работите, не се толку биле притегнати, така да што тогаш црквата била овозможено и да можат народот да ја прошират. Така и се гледа од самиот внатре во самата градба и структура на црквата. Иначе датира доста како стара. До сега се богослужи редовно во неа, богослужиме, народот ги врши сите своји потреби, обреди што има потреба, богослужби и така натака. Има крстевки венчев? Па, дал Бог што се вика, но за разлика не е како што беше порано. Ја знаем и самата ситуација воопшто во целата наша држава, значи наталитетот ни паѓа. Тоа е што го имаме, важно се трудиме колку има да дојдат да се извршува и крштевки, и венчевки, и погреби, ама за жал тоа е намалено малку, не е како што беше. Црковната слава, односно храмовиот празник се слави токму на Петков ден, тоа е на Света Петка, тоа е на 27 октомври, додека селската слава е Света Тројца, Духов ден. Тоа е на вториот ден на Света Тројца, во понеделник. Тогаш се слави, селото слави, значи црквата, храмото, името го носи, значи на самиот ден на Света Петка, тогаш. Историски и традиционално, значи, обстојувале секој пат да си ја задржат и зачуваат и запазат верата и да си запазат своите традиции и обичаи. Па и до ден денеска на некој начин ги негуваме овие традиции, ги негуваме сите нивни потреби што се заеднички, доста се вака верни, ја посетуваат црквата, доваѓаат редовно на богослужби. Не сега. Не е само за големите празници, ево и денеска во ден е Свети апостол Петар и Павле, имавме богослужба, па нормално од сите верници тука што се мештани, значи некои се зафатени со приватни работи, со државни работи, но сепак колку толку беше не толку полна, ама пак имаше доволно за да се помолиме и да го означиме, одбележиме празникот. Инаку рековме, во земјава сите мислат дека овој крај е царство на сирењето и на компирот. Од Русиново се и најдобрите мајстори за бочви, за каци и, како што велат, кацари. Славчо само ја следи традицијата. Си има друга работа, ама
Наследството? Па јас со занаетот имам пораснато. Татко ми го започнал занаетот минатиот век, 56-7 година, само уке не одел кај занаетчија да се учи и после тоа јас пораснав тука, како што ви реков, со занаетот и полека и стареам. Па не само гледајќи, и работејќи секако. Работам од мало, што се вика прво помошни работи, додека да се влезе во занаетот. Занаетот сепак не е толку едноставен и си треба време и искуство. Релативно е тежок и заморен некогаш. Прилично е незгодна работата, прашлива се работи со прашина, со помодерните техники се дрвото се шмиргла, има повеќе прашина, ама се поднесува и на крај дојдеме до еден производ кој што Ти прави ли задоволство кога ќе видиш дека убаво си изработил буре? секако тоа е најголемото задоволство да имате резултат од тоа што го работите. Кога ќе видиш некој буре и Па се знае веќе, јас еве вакво буре кога е, иако не е завршено конечно, за мене веќе е оформено буре и веќе сум задоволен дека го имам резултатот од бурето. Остане уште саат и пол работа во него да се дотера, да биде убаво за лице за продавање за муштеријата. каков материјал користиш? Ние исклучиво наш материјал користиме од ДАП. Малешевски ДАП Благун расте на планината меѓу Берово и Струмица и еден од најквалитетните дабја што може да се најде во Европа за буриња. Значи со танинот што го содржи е многу висока класа. Чудесна Малешевија, нервозна и неетчиска, темпераментна, ама и душевна и емотивна. Треба да ја знаеш. Под тврдиот штит се кријат многу емоции. Кој не ги знае, ама ние ги знаеме, зашто потекнуваме од соседството. Пријателки, роднини. Од се помалку. Се помалку. Работите? Или пензија? Само откуп на печурки и на билки ние работим, иначе друго не работим. А другарките? Другарките дома. Домаќинки. Моментално невработени и така. А кај работи? Во една конфекција. Бееме во Берово и така. Да поштииме. И сега сме си дома домаќинки. Русиново како, спокојно место, а? Еми спокојно. Спокојно, ама иселија се, младите избегаа и Млади така. многу има. Избегаа. Да. Секаде исто. Секаде. Еми ја тука од комшиките нема 3 куќи, нема сите са пространство. Да. Младите повеќе фамилиарно се избегаа и така. А летно време нема, не доаѓат гужва, нема. Летно време. Еми има повеќе отси додат на одмори, например, тие од странство и има. Повеќе има народ. Живо е слово. Да. Да. Се од август после вече, после Илинден, на одмори си идат и подруго е малку. А зимен период, пролет, пусто. Не. Ама вие сте навикнати. Еми шо да правим? Навикнати. Ами, дека ќе идем. Тоа А зар не е убаво Русиново? не е убав. Убаво е, кај не е убав. Прекрасна топлина, прекрасни луѓе, непосредни, отворени, без влакно на јазик. А што треба?
Некој да им каже дека планинскиот туризам не е само Беровското езеро, дека на урбаните луѓе им треба и природа и кислород, кој велат го има највеќе тука. Ама и еснавски муабет, онака в лице, како што знаат малишевците. Бегајте, идат русинците. А ние довидување од некој друго убаво село во родината.